Добър ден, драги ученичи, добре дойдохте на моя днешен час. Аз съм Ленче Димшовска, наставник по французски язик в основното училище Славе Карсов, село Подмачен и Вореса. На днешниот час ќе научиме за деловите од човечкото тело и како искажуваме болест, односно болка. Значи, цели на днешниот час ќе бидат освојување и препознавање на различни делови од човечкото тело, како и освојување на правилата за искажување на болка, односно болест. Па да започнеме. Le corps. Le corps. Тело. Tête. Tête. Глава. Épaule. Épaule. Рамо. Genou. Genou. Колено. Pied. Pied. Стапало. Les yeux. Очи. Les yeux. Les oreilles. Les oreilles. Уши. La bouche. La bouche. Уста. Le nez. Le nez. Нос. Погоре наведените поими tête, épaule, genou, pied, les yeux, les oreilles, la bouche и le nez не беа случајно подредени по тој редослед. Тие се во контекст со описничката која што ќе ја слушнеме во прилог. Уживајте. Се надевам дека ви се допадна, истата песничка можете да ја слушнете на YouTube. Да продолжиме со освојување на вокабуларот. Le bras. Le bras, рака. Les cheveux. Les cheveux, коса. Le ventre. Le ventre, стомак. La main. La main, дланка. La gorge. La gorge, грло. La jambe. La jambe, нога. Le doigt. Le doigt, прст. Le derrière. Le derrière, задник. Ни следува првата игра, наречена Qu'est-ce manque, односно што недостасува. Треба да забележиме што на овие така наречени човечиња нас ни недостасува. Qu'est-ce manque? Што недостасува тука? La bouche. La bouche, тука недостасува уста. Qu'est-ce manque? Што тука фали? Што тука немаме? Qu'est-ce manque? Le nez. Le nez, нос. Тука немаме нос. Qu'est-ce manque?
Les yeux. Les yeux. Тука немаме очи. Qu'est-ce qui manque? Що недостасува тука? Les cheveux. Les cheveux. Коса. Qu'est-ce qui manque? Les mains. Les mains. Дланка. Qu'est-ce qui manque? Що недостасува тука? Les bras. Les bras. Рака. Да се подсетиме на сите нови зборови кои ги освоивме денес. Le corps. La main. Le ventre. La jambe. Le nez. Les cheveux. La bouche. Les doigts. La tête. Le derrière. Le bras. Les yeux. Le corps. Les mains. Les yeux. Le nez. La bouche. Le derrière. La jambe. Les cheveux. Le doigt. Le bras. La tête. Le ventre. Сега е време за една интересна игра, која што се вика Жакади, односно Жак рече. Правилото за оваа игра е, доколку реча Жакади, туше лене, например, вие ќе треба да го допрете делот од телото кој што јас ви го споменав. Меѓутоа, ако не ви кажам Жакади, а кажам само делот човечкото тело, тогаш вие не треба да го направите дејството, односно не треба да допрете ниту еден дел од вашето тело. Почнуваме. Спремни? Jacques dit toucher la tête. Jacques dit toucher la tête. Браво! Треба да си ја допреме нашата глава. Jacques dit toucher les yeux. Jacques dit toucher les yeux. Супер! Треба да си ги допреме очите. Toucher le nez. Toucher le nez. Така, ние не треба да допреме ништо, бидејќи јас не ви кажав Jacques dit. Jacques dit toucher la bouche. Jacques dit toucher la bouche. Браво! Ние треба да си ја допреме нашата уста. Toucher les oreilles. Toucher les oreilles. Браво! Ние не треба да допреме ништо. Jacques dit toucher la gorge. Jacques dit toucher la gorge. Супер! Ние треба да си го допреме нашето грло. Време е да повториме. Les cheveux, la jambe, les oreilles, les mains, le nez, le doigt, le ventre, le pied, la bouche, les yeux. Супер! За дома можете да изработите постер и со стрелки да ги напишете деловите од човечкото тело кои што денес ги изучивме. Стигнавме до делот каде што ќе научиме како се искажува болка. Ај, j'ai mal. Најпрво ќе разгледаме одредени реченици со сликички, а потоа ќе го продискутираме правилото. J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Имам болка во стомакот или ме боли стомакот. J'ai mal au nez. J'ai mal au nez. Ме боли носот или имам болка во носот. J'ai mal au bras. J'ai mal au bras. Ме боли раката или имам болка во раката. J'ai mal au doigt. J'ai mal au doigt. Ме боли прстот или имам болка во прстот. J'ai mal au pied. J'ai mal au pied. Ме боли стапалото или имам болка во стапалото. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ме боли главата. Имам главоболка или имам болка во главата. J'ai mal au cou. J'ai mal au cou.
Ме боли вратот или имам болка во вратот. J'ai mal à la jambe. J'ai mal à la jambe. Ме боли ногата или имам болка во ногата. Правило. По речениците забележавме дека основното правило за искажување на болка е со помош на глаголот avoir. Односно, како беше глаголот avoir во сегашно време? J'ai, tu as, il a, elle a. Nous avons, vous avez, il, elle, on. Односно, j'ai mal, јас имам болка. Tu as mal, ти имаш болка. Il a mal, тој има болка. Elle a mal, таа има болка. Nous avons mal, ние имаме болка. Vous avez mal, вие имате болка. Il, elle, on mal, тие имаат болка. Следно што треба да ви кажам е тоа што, доколку делот од човечкото тело е во машки род еднина, тогаш пред него пишуваме о. Пример, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Ventre, стомак. Au ventre, машки род. Ако делот од човечкото тело ни е во женски род еднина, тогаш пред него пишуваме à la. Пример, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Тет, глава, женски род. À la tête. Ако делот од човечкото тело е во множина, тогаш пишуваме о. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux. Ј, очи, множина, aux yeux. На овој слайд можеме да забележиме една личност, не можеме да откриеме дали е машка или женска, меѓутоа можеме да забележиме дека е прилично повредена, како разговара со докторот, па да видиме што не е добро кај него. Јас мислам дека тој il a mal partout, има болка на секаде. Меѓутоа да видиме според стрелките. Il a mal au ventre. Следно, каде тој има болка? Il a mal à la tête. Следно. Il a mal aux jambes. Има болка во ногата. Il a mal aux mains. Има болка во дланката. Il a mal aux pieds. Има болка во стапалото. Il a mal au bras. Има болка во раката. Il a mal au derrière. Го боли задникот. Il a mal partout. Тој има болка насекаде. Ви благодарам за вниманието. Restez chez vous et apprenez le français. Au revoir.